Почитувани гледачи, добар ден. Вторник е, време е за нова епизода од емисијата Медицинско катче. Од 1 август почнува светската недела на доење. Колку деца во Македонија завршуваат со ексклузивно доење? Колку е доењето препорачливо за бебето? Дали е единствен начин за исхрана на почетокот од неговиот живот? Колку е препорачливо измилзувањето на мајката и колку е препорачливо за менското млеко? Утрово на сите овие теми, меѓутоа и за новитетот во Систина за собата на доење, зборуваме со Кристина Ѓорѓева, медицинска сестра од приватната болница Аџибадем Систина. Добар ден во името на Слободен печат. Добар ден и на вас. Најавив која ќе биде денешната тема. Од денеска е 3 август, веќе е започната светската недела на доење, малте не сме на средина. Што представува самиот чин на доење околу почетоците, како се навикнуваат мајката и детето на самиот чин, колку време треба да се дои, еве да дадеме одговор на најчесто поставуваните прашања од младите мајки. Доењето представува една основна исхрана кај новороденчето во првите неколку месеци од животот. Доењето во суштина представува храна кај бебето директно од градата на мајката и е навистина еден доста предизвикувачки процес кој што треба да го совладаат и мајката и новороденчето после породувањето. На почетокот доењето е малку потешко затоа што имаме доење кое што е многу почесто, да не речем малтене на секој час бебето бара да се става на града. Доењето би траело некои 5 до 10 минути. И потоа, како што расте бебето, така во наредните неколку недели, тоа доење се пролонгира, односно фреквенцијата на хранење кај новороденчето оди на 2,5 до 3 часа. Така бебето се задоволува со сите потребни хранливи материи кои што ги добива од мајчиното млеко и многу е важно во меѓувреме додека трае доењето мајката редовно да се хидрира, да внесува доволно течности, редовно и здраво да се храни, да одмара, затоа што кога одмара бебето, кога има можност во текот на денот да се одмори барем 1 до 2 спиење и мајката, во текот на ноќта секако одиме доење и одмарање и кај мајката и кај бебенцето. Околу самата техника на доење, голем дел од мајките на самиот почеток се исплашени околу времето, колку треба практично да надојде млеко, како да знаат мајките кога е бебето нахрането. Дали е сето ова вашата мотивација за кампањата која што ја имате во неделата за доење? Не би знаеле да кажеме која е количината на млеко што ја пие бебето од града, затоа што не може да го измериме тоа, меѓутоа можеме да гледаме по однесувањето на бебето. 6 до 8 пелени мокри во текот на денот, односно во текот на 24 часа бебето треба да ги има. Да се става редовно, да се случува едно звучно голтање кога бебето ни дои, тоа значи дека градите се полни кај мајката со млеко и секогаш како што бебето се раѓа, од моментот кога почнува првото доење, понатаму започнуваме со колострум кај бебенцето, ни надоаѓа млекото и количината на млеко зависи од тоа колку бебето често ќе ни се буди. Кога имаме поголема количина на млеко во гради кај мајката, бебето знае подолго време да спие. На почетокот кога таа количина е помала, бебето се буди многу почесто, имаме почести интервали на доење кај бебето. Мокрите пелени се најдобар репер за да знаеме дека бебето не е добро најадено. Околу техниките на доење, значи колку време, дали се дои исклучиво на една града, мајките често знаат да кажат имам повеќе млеко на едната града, помалку на другата, дали е прво исправно таквото нивно размислување и дали бебето секој подој треба да биде и на двете гради? Да, најдобро е кога се во нашата болница, тука се медицинските сестри од одделот за неонатологија кои што ги советуваат мајките, им даваат едукација како да ги стават на града, колку често да се прави тоа доење, најдобро да ги слушаат советите токму од медицинските лица во болницата. Доењето на почетокот се препорачува да биде по 5 до 10 минути на двете гради, за да може истовремено да се празнат и истовремено да се полнат. Понатаму, како што расте бебето, доколку би се задоволило само од едната града, во тој случај може да се дои само на една града, меѓутоа секако е препорачливо на 2 гради редовно празнење кај мајката. Кои се предизвиците со кои што се соочуваат мајките во текот на доењето? Во текот на доењето најчесто предизвиците се како правилно да се постави бебето на града и како да се превенира појава на рагади и појава од мастит.
Не сега правилното местење на града, сите положби и позиции ги учат од самото породување. Уште при првиот физички контакт на мајката со новороденчето, тоа се става на града и понатаму се вежба тоа доање. Во текот на тие 3 до 4 дена додека престојуваат во родилиштето ги вежбаат сите положби и позиции на доање, доколку имаат потешкоти со одредена положба, доколку бебето е попасивно на града, тука се пак ќе напомена медицинските сестри кои што им даваат безрезервно целата поддршка и ги поттикнуваат да продолжат понатаму да го вежбаат, за да го усовршат доењето додека се уште во родилиште, за да можат кога ќе стигне во моментот да си одат дома, веќе да бидат спремни и да знаат како да си го надојат и да го нахранат своето бебенце. За појавата на мастите исто така се едуцираат во однос на тоа какви масажи да прават кај градите, колку често и како да ставаат топли облоги и како правилно да го дојдат, тоа што правилниот фат кај бебето е многу важно за понатаму да се превенираат сите овие појави. Спомнавте рагади и рани кои што се појавуваат, што доколку дојде до вакво нешто, дали треба да продолжи процесот на доење и понатаму иако е болен за мајката? Да, во случај кога се појавуваат рагади, користиме креми за брадавици, кои што редовно се третираат брадавиците на тој начин, меѓутоа доењето продолжува затоа што процесот на надоаѓање на млеко е веќе почнат и не може, доколку се појават рагади, да го стопираме доењето за да поминат. Да, може да се подзаштедат брадавиците во тој случај да се дои еден подој една града, па да имаме подолго време одмор на таа града, наредниот подој на друга града, меѓутоа апсолутно продолжува со доање. Доколку има можност, би се искористила можеби и пумпа за одмолзување, меѓутоа сето тоа се прави во под надзор на медицинската сестра, заради тоа што самата пумпа мора да се види дали дополнително би ги разранила брадавиците или не. Кога треба да се измолзуваат градите? Обично мајките сметаат дека вишокот на млеко може да се остави нели во фрижидер, да се замрзне. Колку е тоа препорачливо, здраво и колку бебињата, мислам каков е начинот на кој што го прифаќаат тоа млеко бебињата, бидејќи сепак телесната температура, близината на мајката, тоа е хранење преку шишенце. Колку едно по едно ви поставив многу прашања, едно по едно, колку е најпрво препорачливо измолзувањето, па потоа да одговориме и на другите прашања. Измолзувањето оди во еден спореден план. Најважно е бебето редовно да се става на града за доање. Во случај кога имаме контраиндикација за доање, кога имаме неможност за доање, во тој случај се користи пумпа за измолзување или кога станува збор за огромна количина на млеко во гради кај мајката, каде што бебето го доиме редовно, имаме веќе воспоставено убав ритам на јадење, имаме полни пелени во текот на 24 часа, има вишок во градите за да може мајката да се олесни. Во тој случај се препорачува измолзување, да речам по некои десетина минути од секоја града, за да се подолесни самата и тоа млеко го складираме. Да, добро е да се чува млекото, се складира во посебни кеси за замрзнување. Во случај понатаму да притреба, во однос на тоа колку може да трае млекото замрзнато, доколку има потреба, може да се одмрзне, да се подзатопли и да се даде на бебето да го испие. Дали би го прифатиле бебето тоа измолзено млеко, посебно дали би го прифатиле од шишенце, тоа зависи понатаму од повеќе фактори. Меѓутоа, од здравствен и безбедносен аспект, тоа млеко може да се искористи. Имате новитет во Систина. Ајде малку околу собата за доење, едукациите кои што ги добиваат таму доилките, меѓутоа и во еден трговски центар исто така има соба за доење. Што значи ова, да им објасниме на младите мајки, што добиваат таму, што значи собата за доење во трговски центар, еве за нив дали е никакво олеснување околу целата кампања. Така. Клиничката болница Аџи-Бадем Систина постојано унапредува во однос на доењето. Тоа ни е најновиот новитет ни е собата за доење во соработка со Скопје Сити Мол. Се наоѓа на вториот кат и е целосно опремена за да може да овозможи едно пријатно и убаво место, една пријатна интимна атмосфера за да може да се нахрани бебенцето. Исто така располага со посебни подлоги за пресоблакање за да може да се смени пелена кај бебето, да се запазени апсолутно и хигиенските протоколи. И за да може да се надои бебето, односно возможува на тој начин исхрана кај новороденчето во било кое време, да не мора да се кога ќе тргнеме, нели, да прошетаме да не се мисли мајката каде би си го нахранила своето новороденче. Токму таа просторија е наменета за исхрана на новороденчето.
Каде да ја најдат? На вториот кат во Сити. Так. Освен собата на доење во Сити Мол и самата болница клиничка Аџибадем Систина има соба за доење. Која е целта на отварање, што се може тука да добијат младите мајки и кога почнуваат да ја користат? Дали после породувањето веднаш, има ли некаква процедура кога се таму, помош од ваша страна? Така, собата за доење што ние во клиничката болница Аџибадем Систина е наменета за доилките кои што доаѓаат да ја посетат клиничката болница. На исти принцип како што е уредена во собата за доење во Сити Мол, е уредена исто и собата за доење во Аџибадем Систина. Овозможува една пријатна атмосфера за непречено доење на бебенцето за да може да се нахрани. Исто така располагаат и со пумпа за одмолзување во собата за доење во болницата, каде што може да се измолзат и доколку има потреба да го нахранат бебето со шишенце. И тука се медицинските сестри кои што можат да дојдат да им помогнат во однос на доењето, да им дадат совети, да ги насочат како правилно да се поднамести на града или доколку има потреба да се истретира исто така третман на мастит. Таа соба за доење служи и за третирање на мајките кои што имаат проблем со градите. Околу самите митови за доење, постојат ли се уште некакви митови кои што се пренесуваат од генерација во генерација, од баби, мајки околу доењето и еве да споделиме барем еден од нив кој што го имаат младите мајки и го прифаќаат на некаков начин или не го прифаќаат, нели? Се почесто младите мајки не го прифаќаат, не ги прифаќаат митовите од постарите, од бабите, од постарите генерации, меѓутоа да постојат се уште митови. Најчесто во летните периоди се случува каде што не треба да вклучуваат клима уреди, бебето треба да биде доста облечено, капче на главче, меѓутоа се препораките од педиатрите и од медицинските сестри кога го напуштаат родилиштето апсолутно е дека во лето треба да се носи една лесна облека, летна облека, да клима уреди вклучени во просторијата, меѓутоа да се запази да не бидат директно насочени кон бебенцето, доколку има можност да бидат и во друга просторија. Пријатно да му биде на бебето. Да, во просторијата во која што ќе престојува. Околу преоблекувањето и загревањето надвор, нели лето е, сите одиме по годишни одмори, треба ли бебе и кога е препорачливо, еве од вашето искуство, за прв пат бебето да се однесе на море? Тоа најдобро кога разговараат со педијатар да се договорат, меѓутоа да, во секој случај се носи бебето, барем првите неколку контроли во текот на првиот месец да ги помина, да се види, да се воспостави доењето, да се види како напредува бебето, првиот месец да се адаптираат едни на други, потоа да. Може, значи, да се носи. Колку е битна вашата улога како медицински сестри во самиот процес на доење? Неколку пати споменавме дека ги има во вашата болница. И колку сте на располагање, колку има ли отпор од страна на младите мајки? Се случува ли еве да тргнат со тоа мото дека се знаат или им треба вашата помош? Навистина мајките бараат совети од медицинските сестри и медицинските сестри се достапни 24/7 во нашата болница, односно постојано се тука за да можат да им помогнат на мајките. Ги едуцираат, како што напоменав и претходно, во однос на техники на доење, ги едуцираат како полесно да најдат полоџба која што им е згодна, доколку има потреба од пумпи, ги едуцираат дали има потреба да користат пумпата, ако нема потреба зошто да не ја користат пумпата и се постојано тука на располагање за да можат целосно и безрезервно да си ја дадат нивната подршка и поттик за да мајката успее понатаму во текот на доењето. Вие работите и како патронажна сестра. Колку ги бараат вашите услуги во врска со доењето откако ќе заминат од болница? И колку им се наоѓате? Зашто, какви прашања се добивате од поизлегувањето од болница? По напуштање на болницата, после наполните 48 часа им следува патронажна посета на родилките, каде што навистина им е добре дојде на посетата, можеби некогаш оди во однос на тоа да им се даде помош, да им се даде совет како да направат и како полесно да се прилагодат во домашни услови заедно со новороденчето, меѓутоа некогаш им е потребно и само за да може да се потврди дека она што го прават дома во домашни услови е навистина добро и се на добар пат понатаму да продолжат со истото. Значена им е посетата, ја бараат во секој случај и навистина до сега се покажала навистина позитивно кај нив. Така. Мајката е една, бисам, најангажирана околу бебето, доењето, пресоблакувањето, грижата за бебето.
во принцип нели нејзина обврска, посебно кај нас овде на Балкан, колку е потребна помошта и грижата на цело семејство и околу самиот чин на доење и што може да направи сопругот, па и сите блиски кои што се околу бебето, околу новороденчето во тој период. Навистина во последно време се повеќе се вклучени сопругот и потесното семејство околу новороденчето и околу сите обврски што се околу новороденчето. Да, доењето е она што станува единствено на мајката и таа што може да помогне и може да се само да се едуцира. Меѓутоа, потесното семејство мора да влијае позитивно во однос на емоционалната состојба на мајката, во однос на тоа да се помогне, да и се даде поттик за понатаму да продолжи да дои, доколку тоа го прави, доколку не може доволно да се снајде во домашни услови, да ја поттикнат, да помогнат околу доењето. Да, важна е нивната поддршка и се повеќе вклучени. Еве, во пресоблекување можеби не се вклучени директно во процесот на доење, меѓутоа се вклучени во менување на пелена, кога бебињата имаат исхрана преку со адаптирано млеко или со шишенце, се вклучени во исхраната на новороденчето, го хранат преку шишенце, го пресоблекуваат, може да го изнесат надвор да го прошетаат, доколку мајката не се чувствува добро, дали е породена спонтано или породена со царски рез, не би можела, можеби првите 2-3 дена да излезе да се прошета, меѓутоа тука е потесното семејство кое што може да го изнесе 10-15 минути бебенцето надвор да го фати на воздух малку. Кога е доволно доењето? Има ли некаква возраст кај бебето, кога е доволно, бидејќи има мајки кои што сметаат дека треба да го дојат 6 месеци, кај некои се оди нели до екстреми па го дојат и 2-3 години, и кога е вистинското време да се помине кон друга храна, да не биде основна храна само мајчиното млеко? Во првите 6 месеци од животот на новороденчето, доењето и мајчиното млеко представува основен извор на храна кај бебето. За понатаму, колку долго би го доела мајката своето новороденче, зависи од повеќе фактори, меѓу кои што и самата желба на мајката. Дали вредностите кај млекото се тие, после 6 месеци веќе почнува со немлечна исхрана бебето, меѓутоа не се отфрла доењето, продолжува да се дои. Колку долго би го доела, зависи само од нејзи. Значи, а препораките од Светска здравствена организација, имаме ли некакви такви препораки, кога е идеално време или не, буквално се остава на таа? Може да се остави слободно на мајка. За крај на интервјуто темата ни е многу голема, меѓутоа еве една препорака до идните, меѓутоа и сегашните мајки најавуваат топлотен бран кој што ќе трае цела недела практично со топлотниот бран и се поклопуваат некако со неделата на доење. Што треба да направат мајките во тој период и што да им препорачаме? Прво на мајките би им препорачала воопшто да не се откажуваат од доењето, да бидат многу поупорни, да бидат трпеливи, затоа што да, навистина еден тежок процес дека да се воспостави убаво доење, меѓутоа понатаму е една од најлесните начини на исхрана кај новороденчето. Во текот на овие летни периоди, особено во текот на неделата на доење кога ќе биде навистина топло, препорачуваме бебето да биде што повеќе награда за да може повеќе да се хидрира, да носи летна облека, да вклучуваат клима уреди, да го разладуваат, да не го претоплуваат. Така, околу време траењето на доење, Времетраењето на доање варира зависно тоа како од самиот почеток на раѓање. Првите 2-3 дена тоа би било по некој 10 минути, е многу почесто, можеби на половина час до час да бара бебето да цица, меѓутоа понатаму веќе после недела дена знае таа фреквенција да оди малку поретко. На 2 до 3 часа бебето треба да се храни. Така. Госпоѓа Ѓурѓова, ви благодарам за гостувањето во Слободен печат. Мислам дека дадовме најголем дел од одговорите кои што ги имаат младите мајки околу начинот на доење. Ако остана нешто на кое што не обрнавме внимание, еве да им посочиме како да се однесуваат во овој период. Сам дека опативме се во однос на тоа што почетокот за доењето најважно е, пак ја кажам, да не се откажуваат, да бидат многу трпеливи и да бидат поупорни. Ви благодарам. И да следат препораките од медицинските сестри. Ви благодарам за гостувањето во името на Слободен печат. Вие, почитувани гледачи, останете со нашата програма, следете го нашето веб издание и секако очекувајте го издавањето на нашиот весник. Ви благодарам за вниманието.